Почитувани гледачи, продолжуваме со делот наменет за здравје. Кои се најчести срцеви аномалии кај бебиња и кај деца, како се третираат и што после интервенцијата? Мој денешен гостин со кој што ќе разговараме на оваа тема е доктор Владимир Чадиковски, детски кардиохирург во Аџибадем Систина. Доктор Чадиковски, добре дојдовте во магазин Здравје. Добро утро. Во Аџибадем Систина, односно во установата каде што работите, имате јубилејна 300-та кардиохирушка интервенција кај дете. Што значи тоа и колку всушност ви дава поттик и мотив дека може да бидете уште поуспешни? Па добро, мислам, она баш е јубилејна 300-та операција, беше 300 третмани на деца до сега, претежно добра, мислам, една од работите кои што можам да потенцираме, што скоро 70% се на бебиња под 10 килограми, кој што го прави центарот уште поозбилен во однос на третманот на овој тип на аномалии. Можам да потенцирам, бидејќи навистина во овие 10 години поминаат повеќе од 1000 операции, во Аџибаден се веќе 300 деца третирани со тешки срцеви мани. И така, навистина е убаво чувство, бидејќи успеавме да направиме еден озбилен центар во склоп на болницата, озбилен одел со кој што навистина мислам дека сме онака не само гордост на болницата, туку и на државата. Така. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашиот денешен гостин. Доктор Чадиковски, во моментов дали имавте некоја потешка интервенција кардиохирушка и како се пациентите, малите пациенти? Па добро, веќе ги третираме сите деца со сите можни срцеви мани. Почнавме со екстракорпоралната циркулација, со ЕКМО машините да ги работиме, кои што онака баш предизвикувачки. У моментот имаме сега на оделот 7 бебиња, од кои што 2 деца се со најтешките срцеви мани, тоа е хипопластично лево срце, едното дете е веќе екстубирано. Почнавме со хибрид процедурите веќе интензивно последните години и пол. И мислам дека на добар пат сме. Мислам да ги третираме сите деца, бидејќи веќе регионално Косово веќе 50 на бебиња имаме оперирано само од Косово, кои што претходно немале никаква можност да бидат оперирани, така да мислам тоа што ни беше и целта да станеме еден регионален дел, центар за овој тип на аномалии, да успеавме на некој начин. Споменавте најтешки комплексни интервенции, меѓутоа еве да разграничиме, односно да ни биде појасно кои се најчести срцеви аномалии кои што се јавуваат кај бебињата и кај децата. Па, ситуација тоа што напоменав, главниот проблем е што ние претежно сме преокупирани сега со новородени деца кои што ги имаат најтешките срцеви мани, веќе имаме листа на чекање за деца кои што имаат, да кажеме, некаква полесна форма, има 5 градации на срцевите мани. Ние последните, можам да кажам, 2 години ги имаме претежно све од 4 и 5 степен. Најчести срцеви мани се отворите на предкоморите и коморите, кои што имаат можност на, народно кажам, се пазариш со време, али и тие треба за некој време да се интервенираат, имаат повеќе начини на решавање на тие отвори. Во детската кардиохирургија има негде околу 180 диагнози. Тоа го прави затоа една од најтешките гранки, има негде повеќе од 250 хируршки техники за решавање на истите. Многу е мултидисциплинарна, многу е врзана со зависи, не е само од хирургот, туку зависи од целен тим. Ја у неколку наврати сум кажал, дека ние се овде седиме, има некој кој што се грижи за тие деца во болницата, така да тоа е за мене најголемиот успех е баш тоа. Мислам дека тимот што го формиравме е најголемиот успех. Пред да продолжиме, имаме гледач на линија. Повелете, во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до водителката и ценетиот доктор. Благодарим. Имам едно прашање до докторот. Кај мојот внук, јас сум баба на едно внуче од 8 месеци. Диагноза со отворен диктус артериозус. Ме интересира, ова е прегледана во државна болница, кардиолог, како би го затворил отворот докторот кога би дошле во Систина? Сакате да знаеш дали е неопходна хирушка? Кој полесен начин, зашто ни кажа може хирушки, може преку нога да се направи. Па ме интересира што би се одлучил докторот да се изврши. Така, ви благодариме за јавувањето.
Благодарам Или за... ни ја кажа диагнозата бабата? Да, тоа е еден отвор кој што нормално треба да се затвори после некој 20 дена, месец дена од кога ќе се роди детето. И тој отвор по голема количина на крв од аортата, од крвниот сад, влегува во белите дробови. И има неколку подпрашања кои што сега не успеав да ги подпрашаме. Прво, има отвори кои што се несигнификантни, значи немаат никакво значение на срцето. Значи, ако е тој многу мал, е 1 до 2 мм и не преоптеретување на белите дробови, тогаш не се препорачува ништо, едноставно се чека и се гледа понатака како тоа ќе се развие. Да речеме, сега имаме едно бебенце, баш наредната недела треба да го оперираме од дуктус. Се работи за бебе кој што е 5 месеци, кој што веќе има оптеретување на белите дробови обсежно. Постојат два начина за затварање. Сите последни истражувања кои се направени, каде е главен проблем кога се работи за под 1 година. Кога се прави интравенозно, како што кажа и господјата... Па тоа сака да праша она која од овие две опции би ја избрале. По мене сите под 1 година, бидејќи тоа се последни истражувања направени, каде е проблемот? Проблемот е кога ќе влезете преку феморалната вена, за да влезете да го затворите тој дуктус као со федер, коилинг се вика, проблемот е што тоа се прави во катарациона сала. И принципот е кога ќе се навлезе да се затвори тој, постои голема можност кога се збори за многу мало бебе, да направи перфорација, колку и да е вешт интервентниот кардиолог, може да направи дупка на каналот и веројатноста да се организирате да го спасите дете од крварење, огромен степен на смртност има. Не можете толку брзо вие све да се организирате од катарациона сала, да отидете во операциона сала. Сакате да кажете треба да почекаат со бидејќи 8-месечно Проблемот е све што е под 1 година. Ако има оптеретување, јас сум повеќе за оперативен, кој ќе ги ставите на кантар ризиците и бенефитот од тоа е зошто бидејќи кога идете оперативно не се оди од напред, се оди од страна, се прави многу мал рез. Меѓутоа, ако нема оптеретување, треба да почекаат. Се следи, само нема ништо. Али ако има оптеретување, тогаш јас до 1 година препорачувам оперативно, бидејќи е многу побезбедно. А се работи за многу мал рез, се прави интервенцијата, се затвора тоа и вие за 5-6 дена сте дома. Се надевам дека нашата гледачка, бабата е задоволна одговорот и дека ќе направи предпоставам дополнителни истражувања. Значи мора системски да се одговори на ова прашање, бидејќи има многу подпрашања, али по принцип постојат два метода. Над 1 година веќе кој ќе има дуктус, апсолутно јас стојам на тоа интервентно да се затвори, да нема, али под 1 година мислам дека ризикот е преголем за се ризикува за толку мало бебе, да. Имаме уште еден гледач на линија, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. На левата комора на срце е тромб. Какво е решение? Што треба да се направи? Ако може уште еднаш да повторите, него слушнавме прашањето. Синот е 45 години. Добро. Па најдено му е на левата комора на срце, има тромб. Што треба да се направи? Да ми одговори докторот. Така, ви благодарам за јавувањето. Не е во доменот на детска кардиохирургија, меѓутоа Па претпоставувам најчесто треба да се направи дополнителни инвестигации. Прво не знам на кој начин е откриен тромбот. Ако е само ехотомографски откриено, тогаш мора да се направат дополнителни инвестигации од типот на компјутеризирана томографија, можна и катетеризација, и да се види која е причината за тромбот. Пред се најчесто се хемостатски проблеми, значи проблеми со хемостазата, така да каков е тој тромб, дали е тромб, така да малку е по најверојатно ќе требаат и дополнителни диагностички процедури. Да, диагностички процедури кои што мора. Доктор Чедиковски, спомнавте дека најмногу сте нели фокусирани кај новороденчиња. Што значи рана диагностика и дали всушност имаме случаи по порадувањето дете со таква вродена срцева аномалија веднаш да заврши во операциона сала? Толку брзо не, али најчесто за 7 дена да. Значи претежно бидејќи И тоа е брзо во секој случај. Да, ама мислам дека ме прашате дали одма, така, али не, на принцип претежно сега се повеќе ја развиваме бидејќи имаме колеги со повеќе колеги од повеќе институции кои што работуваме со таа фетална ехотомографија и што ми е драго бидејќи голем број на деца веќе од старт знаеме дека ќе се родат со одредена мана и брзо интервенираме, значи да не може да се направи никаква грешка во однос на диагностика и така натака, на некој начин одма го зијаме бебето кај нас
и почнуваме со сите можни испитувања од 3D реконструкција на срце, компјутеризирани томографии, катетеризации, бидејќи проблемот кај детските аномалии никош не иде една мана, значи они се комбинација на повеќе мани и вие ако не добиете комплетната морфологија на срцето, како и да направите операцијата, едноставно гледате дека детето не може да искочи од интензивна нега и тога може да има некаков пропуст, бидејќи има само еден тако, кој што рече господјата, еден дуктус да има од нерешен од една страна, ви го пореметува целиот постоперативен третман. Значи затоа и претежно секогаш 5-6 дена проаѓаат по пораѓање додека добиеме правата слика како да го третираме И детето. што всушност значи раната диагностика? Раната диагностика значи дека, например, ако имате дете кој што е дуктозависно, пример, значи он има одреден број на мани кои што се големи, поголем број на мани, каде што, како што рече господјата, кај незе треба да се затвори дуктусот, кај други деца треба да остане отворен дуктусот, за да може да живее. И во таков момент, ако вие му се затвори тој дуктус, нема да стигне до болница. И тогаш му даме посебен лек да го држиме дуктусот отворен, за да може детето да живее, додека ние го третираме хируршки. Така да, затоа ви кажав, премногу е комплексно ова студентијан проблем да го објаснам, али е по принцип големата слика е дека што побрзо дојде кај нас за да можеме да го испитаме, тоа е подобар е третманот и исходот после тоа. Секако. Имаме гледач на линија, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до доктора. Ви благодариме. Сакам да и до вас секако. Сакам да поставам едно прашање. 3-месечно ми е детето, на 2 месеци се констатира шум на срце, најавен од доктор Марина во Ремедика. Според неа причината за шумот на срцето е нагло Не, ве слушаме, во програма сте, повелете. Нагли пораст на детето. За 2 месеци пораст на 12 сатима, инаку гератива предиспозиција. Дали треба понатаму дополнителни анализи, проверка, евалуација и така натаму? Шум на срце поради преголемо растење. Па, тоа не можам да го потврдам, али по принцип сите тие шумови најчесто се оние најбенигни кои што и кажуваат се на предкоморите. Бараат следење. Значи, повторно ќе кажам, еден од главните моменти кога се работи за отвори, дали се работи на предкомори, комори, дали се работи за одредени стеснувања и така натака, главниот проблем е срцето да не отече. Значи, ако има отекување на срцето, зголемување, дилатација на срцето, тогаш имаме проблем. Значи, и тој отвор што е безазлен, ако понатака во животот му представува да тоа доведува до негова дилатација, зголемување, тогаш мора нешто да се интервенира. Пример, тие безазлени шумови најчесто во 90%-95% случаевите завршуваат без никаков проблем во животот. Но кај 5% ние да речеме имаме, и тоа е еден од главните дебати што се поставуваат, кој да ги оперира возрастните пациенти со срцеви мани, кои што во текот на животот ги имале, не се затворили и така натака, дали треба прават адултни, возрастните кардиохирузи или детските кардиохирузи. Имавме неколку пациенти на кои што ако имате отвор на предкоморите, кои што сега ги работевме негде на 40-тини години, 40, 35, 40 години, главниот проблем за инсулт во глава, така кажен инфаркт во глава, се отвори на срцето. И кој ќе дојдат кај нас и кој ќе кажат на млад човек дека има инсулт, прво што проверете срце. Значи гледате дали има отвор во срцето. И тоа се решава интервентно, не се најчесто во 99% не се оперира, туку се ставаат амплацери или народно кажани тие чадорчиња што ги викаат, и на тој начин го решавате проблемот. Значи може да имаат по неколку инсулти и да има последици, а да не знаете дека уствари главниот проблем доаѓа ради тој безазлен отвор кој што го имале во младоста, не се затворил и најчесто е проблематично ради тие притисоци ако гњурат. Пример, тогаш се потенцираат. Ако сакаат да гњурат, тогаш дополнително прави проблем тој отвор. Од она што го кажувате, во секој случај имате многу комплексна патологија. Па не, мислам прашање може да милиарда работи, така да сваме онака. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Ве поздравувам вас и вашиот гостин. Благодариме. И би сакала едно прашање до докторот Владимир Цадиковски. Повелете. Иде покасно гласот, затоа чекам да... Намалете го телевизорот и ве слушаме. Да, вака, значи, јас имам син кој е 30 годишен. Значи, тоа беше пред 30 години, кај нас уште не беше толку развиено кардиохирургијата детска.
детето, да, детето, значи на годинка кога имаше, покажа дека има аномалии. Беше кај доктор Писевска, она е веќе почината на кардиологија детска, и не испратија во Бугарија, и таму детето, значи, на годинка дена е оперирано, отворен му е градниот кош, операцијата од 1001 остана живо, пошто така, тоа си тешки операции, тоа е пред 30 години. Иначе, синдром на Вилијамс има мојот син, тоа е многу редок синдром, тоа е мускулатурата заслабната на сите органи. Сега он е здрав прав, све што може в мускулатура, што беше све се, поправихме тоа по доктори со операции. Сега сакав да го прашам доктор Владимир за едно прашање. Синот мој нема никакви проблеми со срцето, пошто тоа му беше стесната аортата и фактички во Бугарија, во Софија, во болницата, му беше проширена аортата, за да може да работи нели срцето нормално и он за да обстои. Забрането му е алкохол, цигари, тоа све нормално, спорт активен. Сега ме интересира нешто, дете пред 2 години из чиста мира почна мене да ми качува притисок. Јас го однесов моментално во приватна болница и ми кажа дека срцето како срце си е супер, дека операцијата е супер. Меѓутоа, кога бевме во Софија, него му најдоа дека има 3 бубрега и 2 легенчиња. Сакам да го прашам докторот, уште таму не сум била, дали има шанси детето да го качува притисокот од тој проблем или не, затоа што до сега никогаш немал повисок притисок, а сега веќе пие апчиња за притисок. Така, јас ви благодарам за прашањето. Колку ова е поврзано со дополнителните, нели... Синдрома Вилијамс е навистина едно, онака, ние имаме едно детенце го следиме со синдрома Вилијамс, тие се најшокантни за интервенција деца, бидејќи се многу склони на стенози. Значи, буквално, да влезете вие да го оперирате дете со синдрома Вилијамс е интервентните кардиолози, единствено од неколку диагнози кои што им е страв да влезат во интервентни процедури се баш синдрома Вилијамс, а тоа се значи може нагло да стеснат крвните садови кои што го хранат срце, да направи инфаркт и да престане да чука. И ние имаме детенце кои што го следиме веќе подолго време и оне убаво си се развива, што е право. Има потреба за одредена интервенција, но се уште гледаме колку што можеме да, повторно ќе кажам, да си спазариме со време, малку покасно да го работиме. Притисокот кој притисок, знаете, доаѓа од милион причини. Значи, тоа што има 2 бубрега не значи ништо, бидејќи и таа проблематика доста ја имам работено, така да мора да се направат одредени испитувања да се види причината за притисокот, иако тоа од тоа господјата што кажа најмалиот проблем е ако има притисок, бидејќи има лекови за тоа и мислам ја пијам лекови за притисок, мислам нема човек во држава што не пие. Но треба да се види, бидејќи од тоа што го напомена, не знам конкретно што е работено на аортата, дали е работена валвулата на аортата, клапата, или е работено над аортата, над валвулата или под валвулата, така да тоа се дополнителни пропратни работи кои што мора да се проверат. Али притисокот кој притисок, мислам, може да не кореспондира со болеста на детето. Али треба да се провери. Мислам, вака она е многу е комплексна аномалијата, оно вака се нормални, мислам, све е тоа супер, али унатре срцето е на темпирана бомба која што мора да се следи. Така. Баш затоа и ви кажав, тоа е едно од децата кои што ние ги детенце кои што веќе можда година, скоро 2 години го следиме. Баш заради тие причини гледаме колку што можеме повеќе, бидејќи стравот да влезете на бајпас и да го оперирате е огромен, да отеднашка може све да престане од самиот синдром. Така. Доктор Чадиковски, бидејќи сме при самиот крај на емисијата, еве како последно прашање, имаме нели рана диагностика, интервенција, постоперативно, колку вие деца кои што имале нели срцеви аномалии, тешки операции, може да се односно се враќаат во нормален живот? Па ја пак ќе напоменам, еве, како што викате за крајот, мислам дека бидејќи со вас еве колку време веќе се знаеме и сме работеле и повеќе се следите нашата работа со години, еден од најголемите успеси кои што ги имаме за овие 10 години што поминавме све, начелно сите можни, бидејќи почнавме буквално од нула.
е тој постоперативен третман каде што ние навистина сега ни е дигнат на највисоко ниво и затоа резултатите се многу подобри. Бидејќи навистина има деца кои што не можеме сите да ги спасиме, но бројката навистина многу помала. Но вие многу често знаете да објавите на социјалните мрежи слики со дечиња на 4 на 5 години кои што сте ги оперирале пред известен период, кои што ви изгледа доста среќно. Да, ја имаше најдраго ми се дека е посебна, многу ги сакам деца со Даунов синдром, тие ми се слабост. Дури не знаев дека, да пример, од кога сме започнали, 37 деца со Даунов синдром имаме оперирано во Македонија за овие 10 години, кои што претходно воопште никој не ги ни оперирал. И там една од најдрагите фотографии успеавме да собереме некои 10 на 20 дечиња што ги имаме работено со Даунов синдром. Така да борбата продолжува. Мислам, веќе стварно сме влезени во една рутинска фаза, што ми е многу драго и јас се надевам, јас стално викам, не знам дали мојот пат е правилен или не е правилен, дали е добар или лош, но мене ми е драго дека направив еден пат за едните генерации кои што мојата кариера ќе заврши или овака или онака, мислам, за некое време, али младите генерации мислам дека ќе имаат можност да влезат во еден прав систем и ова да продолжи понатак. Доктор Чадиковски, јас ви благодарам што бевте наш денешен гостин. Ви посакувам успех во вашата работа и за убави работи да ни бидете следен гостин во магазин Здравје. Фала ви на поканата. Она што сега следува е блокот реклами, па се враќаме во студио.